Добар ви ден, драги наши гледачи. Ве поздравувам од екипата на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија и секако тимот на етно ресторанот Златно буре Кучково. Драги мои, денеска ќе ви направам еден специјалитет, еден богат ручек, па на крај на денот што се вели сме го заслужиле. Многу е издашен, има вака повеќе мастрав, но тоа е досетка на македонската жена, на македонската домакинка. И затоа ја велиме дека е навистина посебна. Италијаните ја измислиле лазањата многу одамна, но македонската жена уме лазања, што ние викаме поинаку, да ја направи со јувки која што сама ги меси, со компир, и ова лазања е македонска лазања со компир. Прекрасна е, направете, а ќе уживате во овој вкус. За овој специјалитет на вас ќе ви бидат потребни 500 грама излупени, значи излупени да се 500 грама сварени компири. Тоа е што се вели за тестото. 100 грама чадена сланинка на дрва по можност, ситно насечкана, 2 супени лажици путер или кравјо масло и ќе ни треба 1,5 децилитар млеко. Може и 2 децилитри млеко да ставите. Понатаму ќе ви треба неколку ливчиња босилек. За филот на македонската лазања ќе ви бидат потребни 1 главица ситно сечкан кромит, половина килограм мешано мелено месо, 2 до 3 супени лажици доматно пире или пире од патлиџани. За преливот од озгора ќе ви треба половина литар млеко, 2 супени лажици брашно, ќе ви треба 100 грама или 80 грама путер, кравјо масло или како и да е. Ќе ви треба 1 кафена лажичка морско оравче рендано. Ќе ви требаат 150 грама рендан кашкавал за првиот ред и 150 грама за најодозгора. На лазањата од зачини ќе ви треба малку бибер, малку црвен пипер, сол и мешан сув зеленчук. Да се фатиме сега за работа. Значи, компирот, претходно сварен, еве во тенџера, само ќе ја извадам водата. И да остане малку, не е страшно. И правиме пире од овие компири. Значи, со лажица, во меѓувреме го ставам тавчето да ми се загрее. Го пасирам компирот. Малку ќе го насечкам вака. Вреле. Знаете дека компирот, ако не е добро сварен и да е врел, тешко дека ќе можете убаво да го испасирате. Ете така. Во меѓувреме, откако сега ќе го испасирам, на путерот малку ќе запржам сланинката, ќе ставам млекото и сето тоа ќе го додадам кај компирот. Одлично, компирот е испасиран, го одложувам на страна. Така. Сега ќе насечкам сланинката на ситни коцкички.
И кога ќе ја ставиме во компирот, во пирето, тоест правиме, нели, пире. Сега ќе ставам путер. Така, да се стопи. И ќе ја ставам сланинката. Ова има да биде ручек и половина. Мераци. Леле, ова како убаво мирисе и путерот кога ќе го споиме со пирето, млекцето. Ете така. Значи, ова му треба за пражување, колку да го добиеме мирисот, да промени бојата сланинката, да се растопи путерот и онака да почне да чрчори. Кога ќе почне да чрчори, тоа значи дека е веќе готово. Млекото можете и да го ставите и топло, и студено, како и да е, не менува ништо, пошто секако оваа македонска лазања се пече во фурна и тоа на тивко убаво вака да се искрчка. Ете така. Еве го веќе путерчето онака чрчори, убави вади меурчиња. Така, сега си го принесувам овде. Да не оди ништо зијан. Така. И компирот убав домашен. Ставам сол. Значи, сите овие зачини се по личен избор. Колку сакате да ви е солено, колку сакате да... Овој мешан сув зачин мене ме потсетува секогаш на детството и малку биберче. Мајка ми ништо не правеше без мешаниот сув зеленчук. Еве го. Сега го ставам сето ова кај пирето. Така. И млекото го додавам. И сето ова треба убаво да го измешам и го враќам малку на загреаната рингла. Ова ви е доза за ручек за четворица. Сега кога ќе проврие млекото и ќе се згусне. Пирето, компирот ќе го прими млекото. Треба да го прими млекото. Можам и тука уште малку да испасирам. Ете така. Одлично. Уф, како замириса. Прекрасно. Ке имаме убав ручек денеска. А јас многу се радувам кога и вие ќе ги направите овие рецепти и кога ни испраќате фотографија. Еве го, готово е. Е вака, провриено, сега го ставам во земјениот сад, каде што ќе печеме. Со сланинката, млекцето и путерот. Одлично, ова го ставам веќе на страна.
потресува малку. Еве, сега е ова подготвено и си чека на ред за следните состојки. Сега во истото тавче, каде што пржев, ќе го ставам меленото месо. Има малку путерче во него. Да се пропржи, а потоа ќе го додадам кромидот, зачините и доматното пире. Така, веќе се запржува мефцето. Сега ќе му додадам сол. Мешан сув зеленчук ќе му додадам. Едно половина кафено лажиче. Ќе го додадам кромидот сега. Така. Малку бибер и во месото. На врвот од лажичката. Кога ќе се испржи кромидот, тогаш ќе му додадам малку црвен пипер и малку босилек. Колку да замириса, неколку ливчиња. Сега ќе го оставам да се пржи. Тука можете да додадете малку зејтинче, а може и не, затоа што има свинско месо внатре, тоа ќе пушти. Има многу путер во бешамел сосот, има путер во компирот. Ако сакате, еве, например, неколку капки можеме да додадеме. Да, иако не е потребно. Сега го оставаме кромидот да омекне, да добие стаклест изглед, да се спои со мефцето и продолжуваме. Еве колку е убаво испржено мефцето со кромидот. Го тргам настрана и му го ставам босилекот, свежиот босилек. И ќе му додадам црвено пиперче и доматното пире. Ова е доволно затоа што има многу силен, доминантен мирис босилекот. Верувам дека го имате и дома во саксија. Како замириса. Така. Сега промешувам. Одлично. Сега веќе даската нема да ми треба, пред да го ставам месото, ќе го ставам кашкавалот, првиот слој. Зашто велам дека ова ќе биде богат ручек? Богат. Пака ќе стиснеме малку. Одлично. И малку црвено пиперче. Така. Промешувам уште еднашка. Кога бевме и деца и сакавме ова што ќе остане во тавчето да го гребеме со прстите. Еве сега го нанесувам. Така. Подеднакво. И повторно со лажицата притискаме.
Сега следува подготовката на бешамелот за ова македонска лазања. Го ставаме путерот во тенџере на загреана рингла. Така. Тоа кога ќе се растопи, ќе му го додадам брашното, морското оревче, млекото, ќе му додадам малку биберче. Веќе путерот е стопен. Го додавам сега брашното внатре. Така, и почнувам да го пржам брашното на путерот. Тука додавам малку биберче и малку сол. Така, малку сол. Секоја домаќинка си има свој начин на подготовка на овој бешамел сос. Ово е тој наједноставниот, што се вели најпростиот. А многу вкусен. Важно е брашното да се пропрши. Некои има го мешаат студено млеко со брашно, па го истураат. Јас повеќе сакам кога вака го правам. Кога ќе си го испржам убаво брашното. Е така. Сега ќе го додадам и морското оревче. Сега додавам малку по малку млеко. Со постојано мешање. Така. Да се раствори брашното во млекото. Еве додавам уште млеко. Така. Еве го бешамелот е веќе на самиот крај. Погледнете каква убава структура има. Погледнете како е прекрасен он, колку е погоден. Одлично. Еве само ова да проврие и веднаш го додаваме. Еве го. Видете како е мазно, сјајно, густо. Дефинитивно ова е најдобриот рецепт, баш на најстарскиот, како што ви кажав. Тука нема утка, значи нема утка. Еве го. Готов е. Сега го полевам од озгора. Мераци. Е така. Прекрасно. Одлично. Еве го. Сега со друга лажица уште малку да пробам за сол. Совршено. Морате вака да ја протресете тавата. Така. Може и вака. Така. Да навлезе секаде. Леле, што ќе биде ова ручек. Така. Сега го ставам и останатиот кашкавал, 150 грама рендан. Сега оди во рерна на 150 степени, на почетокот да почне да крчка, може 180, па едно час време, нека си покрчка на тивко, а при самиот крај на 220 пуштете го да фати коричка, да фати.
затоа што во главно месе пржено, сварено, печено и така натаму, така да он треба малку само така да си крчка убаво. Се гледаме откако македонската лазања ќе ја поставиме на трпезата. За нашиот денешен ручек сите може да ни позавидуваат. Леле, што е ова убавина? Нашата лазања македонска. Ова касни порасни работава. Така додека е уште врела. Со нашето убаво компирче, велат во Македонија, и најдобар компир дека имаме. Ова е повеќе од убава. Каква лазања, значи, за мене само ова. Направете го. Овој ручек, драги мои, ќе уживате во него. Ова е вистинското задоволство. Значи, морското оравче што има направено, вкусот на кремот, на месото, на се внатре што ставивме. Мерате. Можете да го комбинирате со пиперка, со салата. Да ви кажам како ми убаво, ништо не ми оди со само ова да го јадам. Преубаво е. И како се искомбиниране сите состојки, значи се преплеткано едно во друго, дава совршен вкус. Вкус така што ќе ве направи среќни едноставно. Ве поздравувам, драги мои, до следната емисија Вкусот на традицијата. Со мислата, не ми е жал што направив грешки во мојот живот, туку ми е жал што направив добри работи за погрешни луѓе. На здравје!